гледам дека имаме и во ова утринско вклучување веќе наши сограѓани кои што излегуваат на првиот протест закажан за овој 26 септември. Добро утро уште еднаш. Добро утро и до тебе, Марко. Само што започна протестот, односно движењето Стоп за Вардариšte, токму на крстосницата која што ги дели булеварите Србија и Асном, односно кај мостот Близнаци. Истиот протестот имено започна во 7 часот и 30 минути. Моментално може да се забележи дека и утринава има собрано поголем број на граѓани од Газибаба, Ново Лисиче и општината Аеродром. Исто така, оно што може да се забележи исто така дека тука сообраќајот не е пуштен, немаме сообраќај, истиот е блокиран се додека трае овој протест и истиот ќе биде во време траење од 1 час. Што се однесува до денешниот ден целокупно, ќе напоменаме дека ќе се одржи уште еден протест токму на оваа крстосница попладне околу 18 часот, каде што граѓаните повторно и утринава и попладне во текот на овој ден ќе го изразат своето незадоволство за депонијата Вардариšte, односно сето она загадување кое што не дојде само со последниот пожар, туку со пожарите кои што се случуваат години наназад токму во таа депонија. Како и на минатите протести, така и овој протест јасно се искажува дека нивните барања се да се постави 24 часовен видеонадзор на самата депонија, да се воспостави 24 часовно физичко обезбедување на Вардариšte, итно да се иселат и соодветно да се згрижат лицата кои bespravно живеат на самата територија на Вардариšte, да се постави ограда околу самата депонија, да се започне исто така и процес за затворање на Вардариšte и да се казнат подпалувачите и организаторите на пожарите, како и да има ригорозни мерки против оние граѓани и правни субјекти кои што ќе фрлаат отпад на самата депонија. Како што напомена и граѓаните во самото соопштение, каде што информираа дека ќе се одржи ова движење Стоп за Вардариšte, напоменаа дека барањата се доставени до претседателката на Македонија, до владата на Македонија, до Министерството за животна средина и просторно планирање, до Министерството за внатрешни работи, Министерството за социјални политики, демографија и млади, до град Скопје, општина Газибаба и општина Аеродром. Но како што велат оттаму не добиле никаква реакција, ниту пак одговор од нив. Оттаму ги повика и сите граѓани да се вклучат и да бидат дел токму од ова движење Стоп за Вардариšte. Исто така може да се напомене дека од иницијативата, освен тоа што нели ги повикаа граѓаните да бидат дел од ова движење, ги замолија сите возачи и учесници во сообраќајот да бидат трпеливи со оглед на тоа дека ова крстосница е блокирана за сообраќај, но исто така и работодавците, доколку некои од жителите кои што се дел од ова мирно движење да имаат трпение за нив доколку доцнат на работа токму поради одржувањето на движењето Стоп за Вардариšte. Пред самиот крај уште еднаш ќе напоменеме дека на самата крстосница може да се види дека има навистина жители од општина Аеродром, Газибаба и Ново Лисиче. Може да се видат и надписи на картони кои што моментално ги изработуваат и на нив верувам дека ќе има некои надписи кои што укажуваат и преку нив го изразуваат нивното незадоволство, како што можеше да се види и на изминатите вакви блокади, односно на изминатите вакви движења Стоп за Вардариšte. Уште еднаш ќе напоменеме дека оваа крстосница е затворена до 8 часот и 30 минути утринава, односно ова движење трае 1 час и дека оваа крстосница ќе биде блокирана. Повеќе информации ќе слушнете во информативните изданија на Телма телевизија, но исто така ќе слушнете нешто повеќе освен за овој протест и за попладневниот кој е закажан за 18 часот. Ти благодарам за вклучувањето утрово. Поздрав до тебе и колегата Наум. Продолжуваме ние со сценаријата на утринска на Телма. Денес ново издание или нова епизода на нашите Нина Стефанова и Сотир, кој што секој петок ја